Според податоците на Светската здравствена организација, малигните заболувања се една од главните причини за смртност во светот. Дури 70% од смртните случаи предизвикани од овие заболувања се случуваат во сиромашни земји или земји во развој. Ракот на дојка е најчестиот рак кај жените, и не само кај нас, туку и на светско ниво. Во оваа флекција ја раскажуваме приказната на Виолета Томовска. Пред 36 години, во Љубљана, нешто изгуби, но нешто и доби. Втора шанса за живот. Ова е нејзината борба. Родена 1945 година во Битола во музичко семејство. Потеклото навестувало музичка иднина, но не е и гола борба за живот. Виолета Томовска е доајен на македонската музика. Подеднакво добро се снаоѓа и со народните и со забавните ноти. Годинава има голем јубилеј. Цели 60 години на македонската сцена. Годинава славите 60 години на македонската музичка сцена, еден убав јубилеј. Какви беа овие 60 години? Задоволни ли сте од тоа како поминаа? Јас сум многу задоволна, прекрасно, има многу убави мигови со песната, нели? И некако, ако се вратам наназад, како за час ми помина. Од кога ќе поминат, ја за вистина за час. Но сум имала среќа, да кажам, за тоа што јас од самиот почеток растев во музичко семејство. Покрај Вујко ми блага Петров Карагиле, тетка ми блага Видец. И сите други во семејството пеја, мислам Мераклина песна, покасно и многу други внуци мои се појавија на сцената. Така да, уште од својата 16 година започнав на микрофонот Еваш во Радио Скопје, каде што добив првата награда, пеев мелодија од Нина Спирова, која беше многу популарна, Го љубам да не малите звезди. А потоа одма забавната редакција ми овозможија да добијам нова песна, специјално напишана за мене, Пелистерски очи од Александар Џамбазов. Тоа беше многу необично за мене одма, после настапот на микрофонот Еваш. Отидов ја снимав за прв пат во студио Го љубам до најмалите звезди. Ми беше така многу необично, трема, затоа што прв пат во студио, во старото студио пред земјата се беше на Карл Маркс. И тоа е едно прекрасно радио, беше жалосно што се сруши во земјотресот. И мислам, многу необично, трема. Тоа беше прво навикнување пред микрофонот, сам во студио, слушаш само матрицата и снимаш и така натаму. Веќе за втората песна, Пелистерски очи, не ми беше необично. Веќе се навикнав во студиото. Таа беше како порака од забавната редакција, Александар Џамбазов да компонира за мене. А Пелистерски очи Ѓоко Ѓорѓиев го напиша текстот, бидејќи јас како витолчанка и он витолчанец. Но потоа снимав уште многу песни забавни. Значи започнав со забавната музика, покасно Сан Ремо многу се слушаше кај нас, па сите интерпретатори имавме можност од Сан Ремо преку ноќ да снимаме од Сан Ремо специјално мелодии. Сега гледам на YouTube има, ги враќаат назад, јас се изненадив, мислам, се слушав поново како девојче кога сум пеела. Многу ми беше драго. И така се минуваа годините, но веќе јас во исто време додека снимав во радио забавна музика, работев со културно-уметничкото друштво Орце Николов. Таму и Вујко ми Карагиле ме однесе, заради тоа што во Скопје да имам што повеќе пријатели, другари, да се дружам, да го исполнувам времето, нели? А инаку се запишав на учителска школа со домаќински смер, само таму имаше празно место, затоа што таа школа даваше можност да предаваш два предмети. Како учител и плюс домакинство имаше во тоа време, сега нема тоа. И јас имав многу желба стоматолог или на фармација. Но сепак,
важно завршив школа, па бев многу голем представник на училиштето на сите смотри што тогаш се одржуваа, што сега не се одржуваат на жалост. И добива секогаш први награди на настапите и така го обелив лицето на училиштето. Но јас живеев кај вујко ми во Скопје, покрај кеот на Вардар, одма малку погоре до поштата стара, значи во близина на домот офицерски. Така да, тука преку мовчето, кој е 62-та година од поплавата пролета низ Вардар, одев секој вечер до поплавата на представи во Македонскиот народен театар, дали опера, балет или драма, јас бев секоја вечер како инвентар таму. Многу тоа ми правеше големо задоволство. И ги познавав, значи, сите врвни уметници од Македонија. И тоа ми е многу големо богатство. Веќе кога се поврзав со народната музика и во Радио Скопје и забавната, па ги познавав уште повеќе и младите таленти и повозрасните. И тоа беше едно прво богатство во душата, духовно што го имав, да речем. На свој 38 години животот ја носи првата голема борба. Добива диагноза рак на дојка. Одлучна е до крај да ја води битката, без оглед на последиците. Во 2011-та пак ја губи својата најголема животна поддршка – сопругот Јордан Томовски Франц. Во сите овие години сте се соочили со многу животни битки. Ќе споменам само две, 83-та година кога ви го диагностицираат карциномот на дојка и 2011 година кога го губите сопругот. Се излага ли некако посилен од сите овие животни битки? Излеговте ли вие како посилно од село? Па, човек не може секогаш сам да излезе од тие битки. Например, за првата битка со канцерот, тука беше мојот сопруг, кој многу беше силен исто, посилен од мене можеби, но и јас бев силна заедно со него. Имав избор да, тогаш во социализмот, да споменам, имав избор да патувам надвор од Македонија или за Париз, или за Лион, во институтите за канцер, но исто така можност и во Љубљана. И јас имав желба да во Љубљана, сепак дека сум во Југославија, не сум подалеку, да мажот ми си зедеме работни денови, он беше филмски снимател во македонската телевизија и он беше целото време со мене во Љубљана. И јас па тогаш работев во републички протокол на извршниот совет или владата, да речем. Така да и јас имав можност да земам слободни боледување, да речем, нели така. И мажот ми беше секој ден со мене во болница. Ме оперираше професор Франц Ликич, многу искусен професор, специјално за ракот на дојка. Он повеќе денови доаѓаше во болницата и само да ме припрема психички, да кажам. Оти јас реков што сакам нека биде, како вие сакате професоре, така ќе ме оперирате. Оти мислам, од медицина не се разбирам, да ми ја каже правата слика всушност. И он кажа што треба да се направи и он све до самото одење на операција само вика не се секирајте, ќе биде се во ред и ми кажа што може да се случи. Повеќе начини на операцијата, не. Затоа што проблем беше за двете дојки. Едната дојка беше позафатена со канцер, а другата многу помалку и така. И јас размислував и му викам една вечер на сопругот, јас имам желба, викам, да ги отстранам двете дојки, да немам веќе проблем. Готово. После што сакам нека иде. Затоа што има пластична хирургија, веќе беше појавена, не во таа фаза можеби како сега, но
Викам, ќе се снаоѓаме, ќе видиме што е работата. Јас сакам да му предложам на професорот. И пред операцијата пак дојде професорот. Јас викам професоре, јас се одлучив за мастектомија на двете дојки. Како? Он, мислам, не сакаше, стварно, професорот. Он сакаше, јас не сакав па да одам пак на операција. И многу бев сериозна во таа одлука моја и ден денес мислам дека многу добро направив. Затоа што си го продолжив животот. Тоа зборувам за себе. Оти све индивидуално, многу се важни емоциите, многу е важна поддршката од семејството. Децата ми беа мали, не сакав да ги оптеретувам нив, нели така, имам две ќерки, не ги оптеретував нив. Сакав да бидам насмејана и после операција, без разлика на тоа што ќе се случи. И кога заврши операцијата, останав уште една недела можеби во Љубљана и јас почнав веќе да размислувам. Бидејќи сите ме познаваат како интерпретатор, популарна, ќе ги интересира да ме видат, да се сретнат многумина. И реков морам да бидам силна, како едноставно како грип да сум имала. И дека ќе морам да поминам уште по еден пат со хемотерапија, но слаба хемотерапија. Размислував кога ќе доаѓаат дома кај мене луѓето, дали се блиски или подалечни, или по телефон ќе ми се јават, ако сакаат да дојдат слободно нека дојдат, нема да затворам врата. Ако да ме видат подобро, него да размислуваат за мене како изгледам, што изгледам. Јас имав неколку месеци хемотерапија. Вратата кај мене беше отворена дома, за сите што сакаат да дојдат да ме видат, секој што сака на телефон да ме чуе. Јас почнав многу по месеци нешто да одам веќе. Прво имав концерт за еден месец кога се вратив во Струга, во Дрим хотелот на модна ревија. Кога ме видеа, занемеа сите на терасата во хотелот. И јас излего да пеам со Кочо Петровски на модна ревија. Сите што беа мои пријатели таму истрчаа да ме видат и така натаму. И тоа беше како прво појавување по операцијата. Но од кога почнав да примам хемотерапијата, ми се јавуваат од Австралија. Пријатели мои, Виолета, сакаме да дојдеш во ноември за Австралија. Јас викам, не можам, вие можеби не знаете дека јас сум оперирана од брест канцер. И примам хемотерапија. Таму не можам да примам хемотерапија, викам, таму е многу скапо. Овде преку социјално ми е обезбедено. Ја викам, не, ќе дојдеш. Јас, вика, прашај го докторот. И јас со сиот панас, викаме, нели? Викам, ајде да не мислам, не сакам да одам. Го прашувам професорот на телефон, професорот ми вика да одам во Австралија. Добро, вика, оди па, вика, кога ќе се вратиш, ќе продолжиш со терапијата. Оти јас одев од време на време на контрола во Љубљана. И секогаш он после сите проверки што ги правеа, мислам, за канцерот, па скен на скелет правев, овде не можеше кај нас правев, таму скен на скелет, да се проверат коските, да не оди подлабока негде и така натаму. И секогаш беше се задоволен, мислам, и рече, нема проблем, ова што направи пауза, уште повеќе се зајача, музиката ти ја врати желбата за живот уште повеќе. И така тоа траеше па 6-7 месеци негде све. И јас потоа најнормално продолжив со песната, најнормално дома се однесував со своите најблиски, со сите мои пријатели, ако сакаат да зборуваат, ќе зборуваат. Почнав брзо, веќе од август месец јас почнав да одам на работа.
Сите ми викаат 4 часа да работиш. Како и 4 часа? Викам, ја немам физичка работа, некој, нели бев службеник во протокол. Не, викам, јас си работам по 8 часа. Така да на работа бев многу отворена со сите кои сака да ме праша, све ќе му кажам, за да се заштитат едноставно. Потоа едно 10 години доаѓа во мојот дом како ќе научат луѓето кога имаат мака да дојди во домот, каде живееш и кога имаат проблем со канцерот, специјално во дојка, да зборуваме, ако треба да им помогнам и така натаму. Но по 10 години веќе ме поканија во СОЖМ, Организацијата на жени, каде што е госпоѓа Савче Тодоровска се уште, но сега како Национален совет за родова еднаквост. И таму беше професор Лилјана Манева, која сега во пензија, ја поздравувам. И имаше повеќе жени, преку 30 жени покането од различити професии, кои сите биле заболени од канцер, од брест канцер. И тоа беше една таква прекрасна средба, во различити години сите возраст бевме. И тој ден, значи на 10 февруари 1993 година, се создаде Животна искра, Сдруженијето. Имавме прекрасни дружења. Секоја недела се среќававме, зборувавме за своите случаи, зборувавме за тие што доаѓа нови членки, они кажуваат за себе, какви проблеми има, и ние сакавме тоа све да го расчистиме. Но како мајки покасно почнавме многу да се грижиме и за децата кои боледуваат од канцер. И создадевме еден фонд заедно со помош од професорите од клиниката кај нас овде, детската клиника, да можеме да одиме да ги посетиме децата, што можеме за нив да направиме. Почнавме приредби да им правиме, со новогодишни подароци да одиме. Едно-две соби им преуредивме за преку ден да играат, да се занимаваат. И уште многу работи и така направивме. Но се појавија родителите потоа на децата кои се болни од канцер и во земјава и надвор што патуваат. И тоа го предадовме после на нив, ја крстивме Пеперутка, тоа здружение, Пеперутка и така натаму. Значи тоа се еве толку многу години изминати, многу направено и има среќа се дружевме со прекрасни жени од нашата земја кои боледувале, кои многу беа силни, да ви кажам. Дури имаја можност да трчат и по пациентите дома да одат, да им помогнат, ако има желба, да разговараат, да што треба да им помогнат. Значи, таква една сила, таков еден дух имаја, што, еве, денес сум среќна, пошто повеќе здруженија се создадоа. Значи, секој што подава рака, не е лошо. Мислам, за добро, за лошо, треба на човек да му се помогне. Така е. Да. Јас ќе ве вратам за кратко уште малку на операцијата. Да. 83-та година кога се случи операцијата. Кога беше вашето прво соочување со самата себе? Кога прв пат се видовте вие во огледало после операцијата? И бевте ли психички подготвена за тоа? Па тоа беше кога измина деновите од операцијата и кога професорот дојде, кога веќе завоите требаше да ги извади и така натаму. И тогаш нема одма каде да се види човек повеќе, јас дома се видов поубаво, што се вика, и брзо се вратив по операцијата. И јас бидејќи си решив сама, не сакав ништо тоа да размислувам, кај нас немаше веќе никакво средство за помош што се овие, мислам, да речам, после во постоперативен период, протеза немаше кај нас, немаше ни елече за протезата, ништо кај нас. Јас све тоа се снабдив од Лјубљана
После има сите жени покасно што се оперира среќа, па имаме веќе кај нас. Мислам продавници низ целата република, каде што може навистина жените да купат. Добивме некоја помош и од фондот, да речам, не до таа мера колку што би требало, можеме, но од фондот добивме можност многу малку да се плаќа за надомест за елечето, да речам. Исто така сега многу малку плаќаме и за една протеза која се земе, па за друга протеза и така. Од време на време може, мислам, да се снабдиме. Во Скопје не треба да трчаме надвор од Македонија, нели? Тоа е важно. И стално имаме состаноци. Голема благодарност до сите лекари, затоа што сите овие години без никаков хонорар доаѓаат со нас надвор од Скопје, специјално кога патуваме после работното време, ќе ги земеме било кој од лекарите, наизменично, кој како е слободен, и одиме на предавање. Значи, комплетно за различити малигни заболувања, не веќе само за дојка. Оти има големи промени веќе и на многу други малигни заболувања, и така се договараме со градовите, со организациите на жени, да може што по-добро да се запознаат граѓаните. Значи, ова треба да го слушаат здравите, што немаат ништо, не само пациентите. Оти пациентите знаат ни што све поминуваат, ама треба многу повеќе да го слушаат здравите граѓани, било машко, било женско, нели? И мора човек да се соочува со, не знам, може би не само болестите не се најстрашната точка во животот. Психата е многу важна. Откако Анџелина Џоли крена голема прашина во јавноста, откривајќи дека превентивно ги отстранила двете гради, светски познатата пејачка Анастежа проговори дека на 2 пати и бил диагностициран рак на дојка. Без разлика дали се одлучуваат да ги отстранат превентивно или тоа го прават откако ќе им се постави диагнозата, болката е речиси иста, а поддршка на овие жени и како им треба. Статистиката вели дека во Македонија на над 1200 жени годишно им се диагностицира рак на дојка, а 279 од нив умираат како последица на оваа болест. Во Македонија во изминативе 10 години бројката на жени заболени од рак на дојка е двојно зголемен. Оно што разочарува е фактот што се намалува и старосната граница на заболените, па така најмладата пациентка со рак на дојка има само 19 години. Редовните лекарски контроли се најефикасни за раното откривање и диагностицирање на ракот на дојка, а со тоа се зголемуваат шансите за успешно лекување на болеста. Можете да имате 1000 изговори за да не отидете на редовен преглед, но водете се од фактот дека ракот на дојка е најчесто малигно заболување кај жените. За симптомите на болеста, лекувањето, но и за тоа дека ракот на дојка не е само проблем кај жените, туку и кај мажите. Разговаравме со доктор Мери Стојчевска-Чапова, специјалист по радиодиагностика. Жените кога ќе почувствуваат грудка на градите, многу често ги асоцираат дека се работи за рак на дојка, а може и да се работи за грудка која не е опасна по животот. Кои се најчестите причини за појава на ваков тип на израстоци? Грудките се јавуваат често во периодот на зрелоста на жената и најчесто не се причинети од тумор. 80 до 90% од грудките кои што ќе се јават некој пат во животот, скоро кај секоја жена, не се тумори. Најчестата причина за појава на грудка и чувство на грудка во дојката се хормоналните дисбаланси, значи промени во хормоналните рамнотежи. Најчесто тоа жените го осеќаат пред циклус, во оној период меѓу 20 и 40 некоја година, или доколку има сериозни испади во менструалниот циклус. Значи хормоналните нерамнотежи најчесто предизвикуваат формирање на грудки. Втората честа причина може да биде некоја лесна травма, на која што дури и не мора да се сеќаваме, значи да почне процес на некој благо воспаление, отток во градите, кое што исто така не представува тумор, ниту пак е прекурсор за туморска состојба. Значи, чувството на некаква тврдина во дојката не значи дека треба да предизвика паника кај жената.
Токму затоа ние велиме дека е многу важно да се прават редовни месечни самопрегледи за да имаме нели сознание какви ни се дојките, да ги познаваме нашите дојки, да можеме да ги воочиме разликите, нели? И секогаш потенцираме кога ќе ги прегледуваме дојките во моментот. Ако почувствуваме нешто што ни личи на грудка, да направиме споредба со истата точка на другата страна да видиме дали е тоа реално. Бидејќи хормоналните грудки за кои што реков дека се најчести, они одат во пар, значи се јавуваат на двете страни, така да најлесно и најбрзо ќе го елиминираме сомнението и стравот. Дали овие грудки се болни? И дали доколку не се болни, тогаш значи дека се работи за рак на дојка? Постои една многу честа изрека дека ракот не боли. У принцип нема да се согласам со тоа, значи има многу варијанти. Точно најчесто карциномот не боли и туморите не болат, меѓутоа има и форми на воспалителни карциноми кои што одат со сериозна болка и со знаци на класично воспаление. Од друга страна, хормоналните измени и грудките кои што се предизвикани заради лесна хормонска нерамнотежа најчесто се болни, подвижни. Меѓутоа пак би потенцирала во ситуации кога пациентот ќе осети некаква нерамномерност во градите во форма на грудка, нека биде тоа и само импресија за грудка, доколку е само на едната страна и не постоела минатиот месец, подобро е да не ја правите анализата сама, туку да го посетите вашиот лекар, макар сте биле на редовен преглед и пред неколку месеци. Рани симптоми на рак на дојка не постојат. Не постои болка, нема промени на кожата. Но во одмината фаза ракот има видливи знаци и промени. Како одминуваат, значи, како одминува времето, како нараснува грудката, зависно од тоа каде е позиционирана и кој тип на карцином на дојка се создава, симптомите се јавуваат првенствено како некаква грудка, доколку е од побрзо растечките форми може да предизвика и знаци на воспаление и болка, доколку се наоѓа так поплитко во дојката, односно подкожно или нарасне доволно голем за да може да ја зафати и кожата, може да се појават симптоми како вовлекување на одредени делови од кожата или она атипична кора на кожа од портокал, вовлекување на брадавката, исцедок на крвава или безбојна секреција од брадавката, измена во формата на дојката, па дури еден симптом кој што најчесто го занемаруваат и пациентите и колегите, генерално зголемување или намалување на дојката во целост. Исто така може да представува симптом на постоење на тумор во дојката. Статистиката вели дека се повеќе жени имаат рак на дојка. Како да си помогнеме? Значи, дали доколку се прават некои редовни прегледи, па доколку порано се диагностицира болеста, може поуспешно да биде лекувањето, па да не биде опасно или по животот на жената? Значи 90% од карциномите кои што се фатени на време, кои што се диагностицирани во стадиум 0 и 1, па ете нека биде и ран 2А стадиум, се лекуваат комплетно. Другите тумори кои што се во подоцнежен стадиум ги лекуваме, меѓутоа не можеме да речеме дека ќе ги излекуваме до крај. Затоа единствено е важно да се прават редовни прегледи, бидејќи друга превенција не постои. Се уште не можеме да кажеме која е една единствена причина одговорна за карциномот на дојка. Налистани се во причините, односно во ризик факторите повеќе моменти. На топ листата ќе ја сретнете генетиката, меѓутоа само 18 до 20% од карциномите се генетски предизвикани, односно луѓето кои што имаат диагностициран карцином, од 100 жени, 18 ќе имаат некаква генетска мутација, која ќе е одговорна за појава на карциномот. Дали може би пушењето, телесната тежина, физичката активност на топ листа се некакво хормоните, меѓутоа да и се тоа што го налиставте, значи она што во денеска се вика животен стил или нели прекумерна тежина, употреба прекумерна на алкохол, нездрава исхрана, пушење, загаденост на околината, што денеска е многу актуелно, се тоа влијае и представува ризик фактор за развој на оваа болест. За жал, бројките се зголемуваат, за жал, се повеќе пациенти имаат ваква дијагноза, значи се почесто го сретнуваме, но уште за жал што е, паѓа возрастната граница. Значи, иако бевме свесни дека горна граница не постои, она што вознемирува повеќе е тоа што се почесто се среќава кај пациенти на возраст под 40 и под 30 годишна возраст. Така да единствена превентива во денешно време на која што можеме да ја веруваме и која што даде резултати е раната дијагноза, односно редовните превентивни прегледи. Значи, веќе 40 на години во развиениот дел од светот, значи во Западна Европа, во Северна Америка и во други делови од светот се водат организирани скрининг програми. Одредени групи на жени, одредени популации кои што се
нотирани како таргет популации, зависно нели од буџетот што државата ќе реши да го вложи, меѓу 40 и 60-70 годишна возраст, различно во секоја држава, редовно се повикувани на годишни превентивни прегледи и статистиките покажаа дека токму во тие држави каде што ваквите програми траат повеќе од 30 години, стапката на смртност се намали за 35%. Тоа е одличен резултат и единствен резултат на кој што може да се ослониме. Нормално, дијагностиката напредува, се порано можеме да го уловиме карциномот, да го дијагностицираме. Онкологијата напредува, хирургијата денеска е различна, значи зборуваме за минимална хирургија, така да ако навреме го откриеме карциномот на дојка, апсолутно нема потреба од вадење на целата града. Нема потреба од хемотерапија, значи може пациентка со рана дијагноза со ран карцином на дојка во стадиум 0 или стадиум 1 да помине со штедлива интервенција, да помине и без хемотерапија, но основен услов е превентива. Основно е да сме свесни дека карциномот на дојка не боли, дека нема симптоми и да правиме редовни превентивни прегледи. Каков е вашиот впечаток? Колку жените во Македонија си посветуваат внимание на своето здравје и колку често доаѓаат на прегледи? На ова прашање ќе ви одговорам и вака и така. Значи, со годините, бројот на жените кои што прават превентивни прегледи се зголемува. Тоа е добро. Меѓутоа, не е добро што немаме организиран скрининг, односно немаме организирана програма со која што ќе ги обврземе жените, а не само мотивираме. Ние се трудиме како лекари во вакви емисии, во написи да мотивираме, меѓутоа треба на некој начин да ги обврземе за овие прегледи. И вториот проблем е што се уште раната дијагноза не е на доволно високо ниво во нашата држава. Значи, ако во земјите каде што организираниот скрининг се спроведува 30 на години, стапката, односно процентот на карцином во рана фаза дијагностициран во стадиум 0 и 1 е над 70%. Значи 70 од 100 жени ќе имаат рана фаза на карцином на дојка во моментот на дијагноза. Кај нас таа бројка е далеку од задоволителна. Само 30% од жените дијагностицирани во Македонија се во стадиум 0 и 1. Значи имаме уште многу работа пред нас да ги мотивираме жените да ги прават овие редовни прегледи, бидејќи единствено е тој начин на кој што можеме да се справиме со оваа Од која болест. возраст треба да се започне со ваков тип на прегледи? Знаете како препораките постојано се менуваат. Порано беше од 40 години треба да започне жена со редовни прегледи. Па потоа беше жена од 40 години треба да почне со мамографија, пред 40 да почне со ехосонографски прегледи. Медицината денеска е персонализирана, се оди кон персонализација, така да не може да кажеме дека постои едно општо правило. Меѓутоа постојат правила, еве да речеме во едни општи 3 групи поделени да бидат пациентите. Значи пациентите кои што имаат генерално низок ризик. Што значи генерално низок ризик? Ако никој во фамилијата немал карцином на дојка, од обете страни зборуваме и од кај мајката и од кај таткото, значи ако немаме семејна историја, ако никогаш не сме имале проблеми лични со дојката и ако никогаш не сме користеле хормонална терапија, вклучително контрацепција повеќе од 3 месеци или инвитро стимулација, било од која тие терапии, тогаш велиме дека сме во онаа група која што има најнизок општи ризик и таквата група се препорачува некаде околу 30-та да почне со годишни ехо прегледи. Меѓу 36-та и 40-та, зависно од тоа дали жената родила или не, дали е покрупна или е послабичка, ќе почне и со мамографија. Доколку се зборува за пациенти кои што имаат среден или висок изразен ризик, значи употребувале хормони, поминале низ неколку циклуса на инвитро или имаат семејна историја на 2 и повеќе члена во фамилијата со карцином на дојка, тогаш препораките се малку поинакви. Па ако имаме во фамилијата членови на семејството 2 и повеќе со карцином на дојка и ако карциномот се јавил на возраст под 45 години, мамографијата треба да почне, значи мамографијата, а не ултразвукот, тој уште порано, треба да почне на возраст 10 до 15 години пред појавата на карциномот кај сродникот кај кој што бил дијагностициран. Значи ако мајката била дијагностицирана на 42 години, кај ќерката ќе почнеме на 27 со мамографија. Така, оваа болест не е само проблем кај жените. Ракот на дојка може да се појави кај мажите, иако во многу помал процент. Кои се причините и дали симптомите се исти? И причините и симптомите се еднакви. Значи, и причините и симптомите се еднакви, меѓутоа е далеку поретка појавата на карциномот на дојка кај мажите и некако е полесен за справување затоа што побрзо ќе го осети пациентот. Бидејќи мажите во секој смисол немаат оформени дојки. Така. Полесна е палпацијата, односно секоја и минимална грудка полесно ќе ја приметат и побрзо се јавуваат на
прегледи. Така да во принцип мажите, иако воредно звучи, меѓутоа почесто се и во порани стадиуми и полесно се справуваат со терапијата и со лекувањето на оваа. Земајќи во предвид дека самата диагноза ја нарушува комплетно рамнотежата на животот и психолошката рамнотежа на жената, тука се работи и за видливи промени во физичкиот изглед, губење на една, две дојки, паѓање на косата, нели? Колку е важна психичката стабилност на пациентот и на кој начин вие ги советувате? Дали е потребна некоја психолошка консултација, да речеме? Дефинитивно да, знаете, ние како личности сите сме различни. Секој на различен начин реагира на стрес. Секој на различен начин прифаќа и добри и лоши вести, реакциите се различни. Меѓутоа, карциномот на дојка е една воредна состојба која што не верувам дека постои личност која што може туку така да ја прифати како диагноза. Колку и да на прв поглед реакциите делуваат минимални, секако свесни сме дека се случува бура во мозокот. Она што го набројавте, што е највознемирувачко, нели, во процесот на лекување, отстранувањето на дојката или двете дојки, па и не мора баш да биде така, нели? Во денешно време со раната диагноза не завршуваат пациентите секојаш со мастектомија. Значи денеска се форсира минималната хирургија, која што е еднакво ефикасна ако биде карциномот на време диагностициран во однос на мастектомијата, во однос на преживувањето, нели? Така да кај малите карциноми секако идеме со штедливи интервенции кои што можат да представуваат вадење на дел на дојката или лампектомија, тоа е едно мало парченце од неколку сантиметри на дојката кој што воопшто не оставя ни трага, па дури ни лузните некој пат не мора да се познаваат, бидејќи може да бидат маскирани во природните фалти на градата. Така да не мора да поминеме низ тој процес на тагување, на губење на дојката. Па дури во ситуациите каде што би била неопходна, нели, таа интервенција, отстранување на едната, па дури на двете дојки, денес имаме одлични резултати кај реконструктивната хирургија. Значи, реконструкцијата може да направи одлична замена на дојката во период кога тоа ќе биде безбедно, нели, за пациентот, некогаш што е во исти акт со самата мастектомија, некогаш треба да почекаме безбеден период по завршување на терапијата, но и тоа се поправа. Хемотерапијата и губитокот на косата. Да, трауматично. Го прифаќаат некои жени, меѓутоа сметам дека со разговор и со припрема и тоа би требало да се прифати, затоа што на крајот и краиштата косата повторно пак ќе порасне. Затоа милувам да речам, се што поминува, се заборава и единствено нешто што треба да сме свесни е дека оваа битка се победува. Единствената мисла која што треба да биде во главата на пациентот е дека битката ќе се добие. Оно што е важно за жената е поддршката. Пред се од семејството, поддршка од општеството, психосоцијална поддршка. И никогаш не е погрешно време за промени. Ниту премногу рано, ниту премногу доцна, без разлика дали имате 15, 25 или 55 години. Промената на животните навики може да има многу важна улога за одржување на здравието. Редовните прегледи се само почеток на грижата за вашето здравје, а раната детекција на болести, како ракот на дојка, е од круцијално значење за нејзина превенција. Полюбам и в сните, полни со стих, што зближува безкрај, со чудесен мир. Го љубам и го галам в мечти. Во 2011 година, без претходна најава, животот и приредил нова битка. Овој пат немала можност да реагира, да лекува, да носи одлуки и да се носи со последиците. Смртта на незиниот сопруг. Незината најголема поддршка, незиниот пријател, татко на незините ќерки и дедо на незините внуци. Го спомнавте сопругот како најголема ваша животна поддршка. Како се соочивте со неговата смрт во 2011 година? Ето тоа беше потешко. Затоа што тя беше многу изненаден. Тоа се случи за еден миг само. Сега за тоа да се случи така, сигурно имаше причина. Во која смисла? Значи, он имаше диабет. Диабетот пак некако се смири, добро беше. Но имаше прво 2 стента на срцето. Потоа, по известен период, пак 2 стента.
Ама и јас имам 2 стента. Тоа само едноставно направи цак. Не можам да опишам колку брзо. Мислам, толку стана среќен, не можам да ви опишам, значи не треба многу да се радува човек. Внуката моја студираше надвор и требаше истиот ден да дојде и он се спремаше, стана рано, се спрема, требаше на ручек да ни дојдат. И он толку среќен беше и готово да излези од дома, да оди веќе и само седна, да ги облече кондурите и падна. Ама тука комшијата беше случајно во ходник, го викнала, ништо, дојде одма и лекар и брза помош и све, ама ништо, тоа беше срцето. Да. И тешко одеше, но среќа човек што не е сам, што имаш семејство околу тебе. Пред он да почина и сите најблиски наши пријатели што ни беа. И неминовно тоа, мора да си преболиш за живите, да бидат посебни. Благодарение на семејството, ќерките, внуците, пријателите и своите соборки од незиното здружение Животна искра, но и од многу други здруженија на жени чии приказни ги слуша, со убав збор и добра мисла им помага. Томовска ја одболува загубата на партнерот, но никогаш не ја пополни празнината. Да човек ќе направи еден времеплов свој на животот, кој бил стресен секој ден, нели? Например, од 8 часот на вечер до сабајле пееш, на другарска вечер. Сега нема такви работи толку. Многу работевме со ансамблот на Кочо Петровски, со сите колеги. И си направив сега, како да кажам, некој ред повеќе во животот. Друг ритуал што викаме на животот, нели? И треба да си свесен колку години имаш, нели? Што можеш да направиш, што си способен да направиш, што не си, ќе оставиш настрана за утре да види тоа. Но многу е важно дружењето со блиски и едни со други, знаеш, можеш да си кажеш и добро и лошо, све. Децата те исполнуваат, внуците, и така да има и многу добри страни, а има и јас сум така позатворен тип. Сакам секогаш да сум насмејана и не сакам да ме гледаат натажена. Нели? Заради тоа што не треба на некој, дали е близок или подалечен, да им го расипиш денот. Ако треба да се расплаче човек, ќе се расплаче. Мислам, треба да има за тоа причина, нели така? Али секој сака да те види насмејан, за да добие и он сила, енергија, мислам, од другата страна. Така да треба човек да се избори преку целиот свој живот, во некои етапи живееш, најразличити. И сега ова моја етапа смиреност, нели така? И така ги учам и помладите. Мислам, колку можат да не се нервираат толку, поотворено, посвесно да поминуваат низ добра, низ лоша, нели така? И да ги почитуваат најблиските, па сите околу нив, што се било на работа, било сегде, мислам, да не се замеруваат. Оти сите сме денес, утре не сме, нели така? Да. Медицината можеби не се согласува со одлуката на Виолета Томовска. После цели 38 години, живееме сосема поинакви времиња, напредни технологии, начини на дијагностицирање и третмани. Но секоја борба е индивидуална. Средствата сами ги бираме, со последиците сами се носиме. Приказната на Виолета Томовска, дамата која што пред 36 години донесе животна одлука, имаше за цел да ве мотивира, да ви покаже дека се минува. Да ве увери дека здравието е најважно, а одлуката за него исклучиво ваша.